Ви благодарам многу за вашето лидерство и за силното партнерство што не обединува денес. Би сакала исто така да ја истакнам улогата на CRDF Global за нивниот клучен придонес во воспоставувањето на академската и регулаторната работна група, унапредувањето на националната рамка со сајбер безбедносни вештини и поддршката за воспоставувањето на овој центар за безбедносни апарации на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Овој настан денес представува важен чекор напред во нашата заедничка посветеност на сајбер безбедноста. Овој центар за безбедносни операции е повеќе од објект. Тој е инвестиција во дигиталната иднина на Северна Македонија и во студентите и професионалците кои ќе помогнат да се заштити таа иднина. Тој одразува визионерски пристап што ја предпознава сајбер безбедноста и како приоритет на националната безбедност и како двигател на економската отпорност. Преку ова иницијатива го зајакнуваме образованието за сајбер безбедност на Универзитетот Гоце Делчев, ја усогласуваме в рамката за вештини во ова поле на Северна Македонија со меѓународните стандарди и потикнуваме поблиска координација меѓу академијата, владата и меѓународните партнери. Овој се темелите на одржлив и прилагодлив сајбер екосистем. Со нетрпение очекувам да видам како ова програма ќе се развива во годините што следат. Секако, ова напор е дел од поширока и продлабочена соработка. На нашиот неодамнешен стратешки диалог ја најавивме програмата Falcon за зајугнавање на дигиталната инфраструктура во владните институции, распоредувањето на вградени советници за сајбер безбедност во Министерството за одбрана и Министерството за дигитална трансформација и како и 5 милиони долари преку програмата за странско војно финансирање за поддршка на оперативно применливи сајбер капацитети. Заедно, овие иницијативи ја зајакнуваат нашата заедничка посветеност на отпорноста, подготвеноста и колективната обрана. Заканите во сајбер просторот не познаваат граници. Како сајузници, нашата безбедност и меѓусебно поврзана. Она што влијае на едно од нас, влијае на сите. Работајки, заедно можеме поефикасно да ги предвидиме, спречиме и одговориме на овие предизвици. We are proud to be able to contribute to the development of the Western Balkans Fusion SOC Alliance and excited to see. Ние сме горди што можеме да бидеме денеска дел од овој значаен проект и се надеваме дека она што ќе започне сега од Штип па понатаму ќе представува значаен дел во градење и јакнење на регионалната дигитална отпорност и сајбер безбедност. Денес можеме да го објавиме почетокот на активностите за формирање на интегриран оперативен центар за безбедност во сајбер просторот во рамки на Универзитетот Гоце Делчев со поддршка на американската влада, со поддршка на владата на Соединетите американски држави и заедно со компанијата CRDF Global и Универзитетот Карнеги Мелон, кој што треба да биде ќе има двојна намена, односно треба да биде центар каде што ќе се обучуваат идните кадри во областа на сајбер безбедност и во исто време да прерасне во оперативен центар како активен центар за поддршка на активностите во полето на сајбер безбедноста. Свесни сме дека со денешното ниво на поврзаност на дигиталниот и реалниот живот, безбедноста во дигиталниот свет станува се поважна, веројатно исто толку важна колку и безбедност, физичката безбедност на сите
сите нас, новите генерации ќе имаат сериозни предизвици, токму затоа преку спојувањето на теориското знаење и практичното знаење со поддршка на доверливите меѓународни партнери ќе можеме да направиме навистина систем кој што ќе биде во служба на општеството и посебна чест ми е што Универзитетот Гоце Делчев уште еднаш го докажува тоа дека не е само отворен универзитет, туку активен чинител во градење на едно поздраво, побезбедно општество и сигурен сум дека младите луѓе не само од Македонија, бидејќи ова ќе биде регионален центар, ќе имаат можност да добијат навистина квалитетно знаење и компетенции да се справат со проблемите што ги носи новото дигитално време. Во време кога дигитализацијата станува составен дел на животот, приоритет е вложувањето во сајбер безбедноста. Денес на Универзитетот Гоце Делчев во Штип промовираме нов центар за сајбер безбедност, заеднички центар, регионален центар на кој ќе се приклучат и Албанија и Црна Гора, со кој центар ќе овозможиме поголема отпорност на институциите кон дигиталните, односно сајбер заканите, но и ќе создаваме човечки капитал, стручни лица, кои ќе се грижат за нашата безбедност и за понатаму повторно образование на дополнителен човечки капитал. Она што е од значење за нашата држава е тоа што Македонија е препознаена како земја која има капацитети каде што ќе се наоѓа првиот регионален центар за сајбер безбедност во Западен Балкан. Значи имаме човечки капацитети, а со помош на нашите партнери ја имаме сега и соодветната опрема. Она што е важно, Министерството за образование и наука, заедно со Министерството за дигитална трансформација, водат грижа сериозно за обука и вложување и образование од најмала возраст на учениците и на студентите, на наставниот кадар, на стручните соработници, па дури со помош на УГД и на родителите, за да се развива не само дигиталната писменост, туку и сајбер безбедноста за заштита на граѓаните, но за заштита и на државата. Вложуваме многу во инфраструктура, во мрежи, во безбедностни системи, како во училиштата, така и во другите институции, и овој центар де факто ќе ни ги обучи луѓето кои ќе овозможат безбедно користење на она што го вложуваме во инфраструктурата. Денеска присуствуваме на почетокот практично на проектот за формирање на интегриран високотехнолошки и безбедносен оперативен центар за Западен Балкан. Проект кој што е финансиран од Министерството за надворешни работи на Соединетите американски држави, имплементиран од CRDF Global во партнерство со Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Што всушност значи овој центар? Имено овој центар не е само капитална инвестиција, односно не е само инвестиција во високотехнолошка и напредна опрема, туку има и една поинаква улога, едукаторна улога, односно има за цел да образува високи професионалци и експерти од областа на сајбер безбедноста и информацијските технологии, кои што ќе се едуцираат по најсовремени меѓународни прифатени стандарди, а водени од ментори, од професори од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во соработка со партнерската мрежа на CRDF Global, како и експерти од Институтот за софтверско инженерство при Карнеги Мелоун, Универзитетот во САД, што е еден од најдобрите во оваа област во светот. Кога ќе профункционира? Ние почнуваме практично од оваа недела со оперативни активности и се надеваме дека за кратко време, зборувам за месеци од сега, бидејќи имаме летни одмори, веднаш потоа ќе почнеме со подготовка на програмите за акредитација, затоа што има еден административен дел кој што мора да се заврши. Тие програми треба да бидат и меѓународно сертифицирани и веднаш потоа стартуваме со првата генерација која што ќе биде обучувана, а паралелно на тоа градиме инфраструктура, набавуваме опрема и тоа е нешто што е во соработка со нашите партнери CRDF Global и таа опрема не е опрема која што може да се најде секојдневно на пазарот, туку е високотехнолошка и бара посебни услови и за инсталација и за користење. А овој центар не само
академска функција, ќе има и оперативна функција, односно ќе помогне во зајакнување на националните капацитети за сајбер безбедност и отпорност и на владините и на невладините институции и истовремено би требало да помогне во малку поширока регионална и трансатлантска интеграција. Вклучително е задоволството како министер за дигитална трансформација да бидеме едни од носителите и партнери во овој проект, кој што се значи формирање на академски цирт на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Што значи академски цирт? Тоа е центар за одговор на сајбер инциденти во академскиот сектор, кој што ќе значи, како што кажа и претходните говорници, подготовка на кадар со наставни содржини, сертификација на кадри кои што дајат од реалниот сектор, но и одговор на сајбер инциденти кои што можеби во симулација или во реалност се случуваат во академскиот свет или на академските мрежи. Огромно е значењето на овој проект за Штип и за УГД, од аспект дека станува регионален центар за одговор на сајбер инциденти во делот на академската заедница, што значи дека кадри и од Македонија, но и надвор од Македонија, од регионот ќе се подготвуваат во овој центар, ќе се сертифицираат, а знаењата ќе потекнуваат од тука, ќе се пренесуваат на целиот Балкан. Исклучително е задоволството што ова е дел од стратешкиот диалог со Соединетите Американски држави. Имено Стейт департментот како поддршка на Македонија во рамки на стратешкиот диалог го дефинира и овој проект како еден од најзначајните кои што се однесуваат на подготовката на следната генерација на кадар. Ние како министерство ја подготвивме техничката документација за стасаме до овој проект. Тоа значи дека имаме сајбер стратегија до 28 година, имаме за прв пат закон за безбедност на мрежи и информациски системи, го формираме владиниот центар за одговор на сајбер инциденти, повторно со поддршка на Соединетите Американски држави